Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, вие го гледате 33-тото издание на спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Спортскиот преглед ќе го започнеме секако со она што е најактуелно во моментов, тоа што ќе се случува во четврток, историскиот надпревар на македонската фудбалска репрезентација против Косово. Зошто историски? Веројатно сите веќе знаете, цела година се зборува за овој надпревар. Полуфинале од плейофот за пласман на Европското првенство 2020, односно Европско првенство 2020, кој што ќе се одржи следната 2021, меѓутоа називот на Европското првенство остана ист. Како што веќе реков, во четврток, со почеток од 20 часот и 45 минути на националната арена Тодор Проевски во Скопје, македонската фудбалска репрезентација ќе го одигра надпреварот против Косово. Секако нема да има публика на овој надпревар, ќе бидат присутни само официјалните лица и новинарските екипи. По тој повод, селекторот Игор Ангеловски го објави списокот на повикани фудбалери за овој надпревар, но и за следните два кои што ќе следуваат на 11 октомври против Естонија во Талин и против Грузија на 14 октомври во Скопје, два надпревари во рамки на С дивизијата на Лигата на нации на УЕФА, на второто издание на ово надпреварување. Сега да го прочитаме и списокот на повикани фудбалери. На голманската позиција ќе конкурираат Столе Димитриевски од Рајо Ваљекано, потоа Дамјан Шишковски од Докса Кипар и Даниел Божиновски од Силекс. Во одбранбената линија Стефан Ристовски од Спортинг Лисабон, Висар Муслиу од Мол Фехервар, Екзон Бейтулај од Шкендија, Кире Ристевски од Ујпешт, Ѓоко Зајков од Шарлоа, Дарко Велковски од Риека и Кристијан Тошевски од Тирана. Во средниот ред Аријан Адеми од Динамо Загреб, Енис Барди од Леванте, Стефан Спировски од АЕК Ларнака, Бобан Николов од Молвиди, Екзон Алиовски од Лиц Юнајтед, Тихомир Костадинов од Ружон Берог и Ферхан Хасани од Хелсинки. И во нападот Горан Пандев од Дженова, Илија Несоровски Удинезе, Александар Трајковски Мајорка, Иван Тричковски АЕК Ларнака, Владко Стојановски Шамбли и Крсте Велковски од Сарајево. Како што може да видиме, на списокот го нема Ели Фелмас од Наполи, кој што, според последните информации, е позитивен на COVID-19. Нормално не може да допатува во Македонија и не може ниту да игра на овој надпревар. Во следните денови, во вестите на КМ телевизија, ќе може да ги видите и слушнете изјавите и од селекторот и од повиканите играчи. Јас се надевам дека ќе успееме да обезбедиме изјави за следното издание на спортски преглед, односно за следниот понеделник. Истовремено со сениорската репрезентација, активности ќе има и репрезентацијата на Македонија до 21 година. Ќе одиграат два квалификацијски надпревари на 8 октомври против Казахстан на гости и на 13 октомври против Израел во Скопје. Оваа репрезентација е многу важна, битна, бидејќи е во борба за втората позиција на табелата, која што носи пласман на Европското првенство. Токму во овој циклус играме против главните конкуренти Казахстан и Израел. Имавме до сега само еден неочекуван кикс против Казахстан на домашен терен. Одигравме нерешено и затоа сега ќе ни бидат потребни две победи да се искачиме, да се зацврстиме на она второ место кое што води на Европското првенство. И многу важна работа е тоа што од второ пласираните селекции, од сите 9 групи, само најдобрите 5 ќе обезбедат директен пласман, останатите нема да играат на Европско првенство нормално. И токму затоа ни се потребни победи, бидејќи се бориме и со второ пласираните репрезентации од другите групи. Селекторот Благоја Милевски го објави списокот. На голманската позиција ќе конкурираат Ристе Јанков од Работнички, Давид Денковски од Брегалница Штип и Марко Алчевски од Академија Пантев. Во одбраната Агрон Руфати од Зорја, Есмин Личина од Македонија, Ѓорче Петров, Филип Антовски од Славија Софија, Тодор Тодоровски од Осијек, Никола Серафимов Академија Пандев, Блертон Шеи од Струга, Оливер Стојменовски од Борец и Сеферемини од Македонија, Ѓорче Петров. Во средниот ред повикани се Давор Здравковски од АЕЛ, Кристијан Ацковски од Брегалница Штип, Енис Фазлагич од Жилина, Јани Атанасов од Хајдук, Томче Гроздановски од Златен Моравце, Димитар Митровски од Спортинг Лисабон и Ердон Даци од Конјаспор. И во нападот Бојан Миовски од МТК, Дарко Чуринов од Штутгарт,
Ердон Даци од Коњаспор, два пати го пишале во списокот. И во средниот ред и во нападот, веќе го кажавме, Давид Тошевски од Ростов, Марко Јорјиевски од Раднички Пирот и Љаврин Фазлију од Пелистер. И тука ќе имаме изјави престојнава недела, ќе имаме извештајот над преварите, може да ги следите изданијата на вестите на КМ телевизија и да се информирате и за резултатите, и за случувањата, и за подготовката на играчите за овие надпревари. Спортскиот преглед го продолжуваме со резултатите од 8-то коло на првата македонска фудбалска лига. Двете тетовски екипи, двата тетовски представници, Шкендија и Ренова, не успеа да забележат победи ова коло против реално противници кои што беа аутсайдери. Шкендија Силекс 1:1, голот за Шкендија дело на Бесарт Ибраими, за Силекс прецизен Стефан Ѓурич. Беласица Ренова исто така 1:1, Александар Милушев за Беласица и Ален Јашаровски од пенал за Ренова. Пелистер Вардар исто така 1:1, Матеј Цветановски го донесе Вардар во водство од 0:1, Чалстон со автогол израмни на 1:1 во 93-та минута. Македонија Ѓорче Петров Струга 2:0 со головите на Сефир Емини и Абдул Калит. Шкупи Борец 3:0, Дарбо Дембо 2 голови од пенал и Илирит Адеми, и на последниот надпревар Работничка академија Пандев 0:0. На табелата Шкендија станува во водство со 18 бодови. На второто и третото место Македонија Ѓорче Петров и Шкупи со по 16, следува Борец на четвртото место со 12. Потоа имаме 4 екипи од 5-тото до 8-то место со по 11 бодови. Силекс, Работнички, Струга и Вардар. На 9-тото место е Пелистер со 10 бодови, 10-та е Академија Пандев со 7, на 11-тото место е Ренова со 6 бодови и на последното место Беласица со 1 поен, кој што го освои ова коло против Ренова. Дури во 8-то коло Беласица дојде до првиот бод. Во продолжение ќе ги видиме и головите од делот на преварите од првата лига. Ќе започнеме со надпреварот Шкендија Силекс 1:1. Резултатот го отвори Бесарт Ибраими во 25-та минута, убава акција на фудбалерите на Шкендија, имаше неколку проигрувања пред да дојде топката до Бесарт Ибраими во 16-сетникот, кој со прецизен, неодбранлив удар успеа да го совлада голманот на Силекс Даниел Божиновски. Во 44-та минута Силекс израмни на 1:1, на крајот што се покажа дека е и конечен резултат. Акција по десната страна. Ѓурич убаво се ослободи од Јан Кривак, од централниот дефанзивец на Шкендија, изби сам со голманот Захов и од непосредна близина го совлада и ги постави конечните 1:1 на овој надпревар. Сега ќе ја слушнеме и изјавата на Ернеш Ѓока, тренерот на Шкендија, кој што секако не е задоволен од резултатот. Ако се знае дека и Силекс добри 40 на минути имаше играч помалку, после исклучувањето на Кристијан Костовски, ова е неуспех за екипата на Шкендија. Да го видиме Ѓока и да го слушнеме, па потоа ќе продолжиме со головите од другите надпревари. Добро го започнавме надпреварот, но не победивме поради нашите грешки. Имавме одлични шанси за гол, а со тоа и за победа. Но не успеавме да реализираме. Постигнавме гол за водство, но после една грешка и примивме гол. Во второто полувреме се обидовме да дојдеме до водство, но противникот добро се бранеше, посебно откако добија црвен картон. Тоа направи да ни биде уште потешко да дојдеме до голот на Силекс. На крајот мора да го прифатиме овој резултат и да гледаме напред за следните надпревари. Одиме на стадионот Благој Статов во Струмица, поранешен стадион Младост, Беласица Ренова 1:1, домашните дојдоа во водство во 28-та минута со голот на Александар Милушев, играч кој што подосна доби црвен картон, сепак Ренова не успеа да направи комплетен пресврт и да го добие овој надпревар со последно пласираниот, а Ален Јашаровски во 94-та минута со гол од пенал успеа да израмни на 1:1. Продолжуваме со надпреварот Македонија Ѓорче Петров Струга 2:0. Домашните дојдоа во водство во 61-та минута со голот на Сефер Емини од пенал, играч кој што го одигра последниот надпревар за Македонија Ѓорче Петров и се сели во руската втора лига,
а конечниот резултат 2:0 за Македонија. Ѓорче Петров го постави новото засилување Абдул Калит во 80-тата минута, играч кој што се покажа дека е од големо значење за екипата на Македонија. Ѓорче Петров и речиси на секој надпревар постигнува барем по еден погодок. И од прволигашките терени на крај се селиме на стадионот Чаир во Скопје, Шкупи Борец 3:0. Дарбо Дембо во 53-та минута го отвори резултатот со гол од пенал. Истиот играч во 72-та минута исто така од пенал зголеми на 2:0, а конечните 3:0 беа поставени во 84-та минута после едно нафрлање од левата страна. Илирата Деми се најде осамен во одлична позиција на подалечниот дел од голот на Борец и постигна гол за конечни 3:0 за Шкупи. После овој надпревар, екипата на Борец со соопштение реагираше за она што се случувало на овој надпревар. Сметаат дека се оштетени од судиите, сега нема да го читам цело соопштение кое што стигна до нашата редакција, меѓутоа во кратки црти сметаат дека се оштетени од судиите, им биле досудени непостоечки пенали, во спротивен правец не бил досуден пенал за нив и слично, меѓутоа тука ќе каже и контролорот и стручните служби на Фудбалската федерација дали судијата бил во право или не, но и доколку не бил во право, судијата ќе биде казнет, а екипата на Борец нема да добие ништо од тоа, бидејќи надпреварот е завршен со 3:0. Продолжуваме со резултатите од шестото коло на втората лига Запад. Во дербито на колото, гостивар Скопје 2:0, дуел на двете водечки екипи. Скопје беше лидер до пред ова коло, меѓутоа со оваа победа гостивар го презема водството на табелата. Головите за домашниот состав дело на Малич Белјури во 35-та минута и Христијан Кировски во 48-та минута. На останатите надпревари Тетек Злазрими 1:2, Мурат Адили во 25-та минута 0:1, Бујар Илјази 0:2 и Мирослав Јовановски во вториот дел ги постави конечните 1:2. Подоцна ќе ги видиме и головите од овој надпревар. Охрид Вардар Форино 1:0 со голот на Оливер Дишлиевски во 80-та минута, Велешта Дрита 1:0 со голот на Алтин Лога во 62-та минута и Кораб Кадино 2:0 со головите на Михајло Јакимовски во 54-та минута и Албан Расими во 78-та минута. На табелата веќе реков гостивар е во водство со 14 бодови, второ место за Скопје со 13, следува Велешта со 11, на четвртото и петтото место Кораб и Влазрими со по 10 бодови, на шестото место Охрид со 9, следува Кадино со 6, Вардар Форино со 5, Тетек с 3 и на последното место Дрита со 2 поени. Како што веќе реков, сега ќе ги видиме и головите од надпреварот кој што се одигра вчера на градскиот стадион во Тетово. Тетек Злазрими 1:2. Гостинската екипа дојде во водство во 25-та минута со голот на Мурат Адили после еден брз против напад. Слично падна и вториот гол во 30-та минута, повторно брз против напад, овој пат по левата страна, проигрување до Бујар Илјази кој што не пречен од никого, само ја заби топката во мрежата од Тетекс и конечните 1:2 ги постави Мирослав Јовановски во 54-та минута, откако најдобро се снајде во гостинскиот 16-сетник и успеа да го намали резултатот, да донесе малку надеж за фудбалерите на Тетекс дека можат да извлечат поволен резултат од овој надпревар, но тоа не се случи. Одиме со резултатите од шестото коло на втората лига Исток. Водечките екипи продолжуваат да победуваат. Слога Виница Тиквеш 1:3, Китгол Пехчево Брегалница Штип 0:1, победа Осогово 1:1, Росоман Кожув 1:2 и Каменица Саса Плачковица 1:0. На водечките две позиции Тиквеш и Брегалница Штип со по 14 бодови, следува Кожув со 11, на четвртото и петтото место победа од Прилеп и Слога од Виница со по 8, следува Росоман со 6, Росоман со 7, Каменица Саса со 6 бодови, Китгол Пехчево со 5 и на последните две места Плачковица и Осогово со по
4 голови. Сега ќе го видиме единствениот погодок од надпреварот кој што се одигра во Македонска каменица помеѓу Саса и Плашковица. Трајче Ефремов во 72-та минута, прекрасен гол од десната страна, убаво пласирана топка со лева нога. Голманот на Плачковица беше немоќен во оваа ситуација да направи било што и да го спаси својот гол. Во женската фудбалска лига победи за двете тетовски екипи. Таму се одигра надпреварите од 8-то коло. Љуботен Борец 3:1, Јулија Живич во 3-та и 58-та минута, Дренуша Едини во 65-та минута стрелци за Љуботен, додека Драгана Јаневска во 85-та минута намали на 3:1 и ги постави конечниот резултат на овој надпревар. Кога сме веќе кај надпреварот Љуботен Борец, 30 на минути после спортскиот преглед, односно во 18 часот и 30 минути ќе може да погледнете снимка од овој надпревар на КМ телевизија. Шкенди Атлетико 5:1, Ера Емурли во 14-та минута, Хава Мустафа 2 погодоци, Анида Јахја 1 и Агнеса Абди 1 гол за Шкендија, додека Викторија Миленковска беше стрелец на голот за Атлетико. И на останатите надпревари во дербито на колото Тиверија Деспина 1:2, Скопје Шкупи 8:0, Топ гол и Статов 2:5, Ас Юнајтед Кочани 11:0 и Речица Плашковица 4:0. На табелата во водство се Деспина од Прилепи Скопје со по 21 бод, следува Ас Юнајтед со 19, Каменица Саса 18, Тиверија 17, на 6-то место е Шкендија со 15 бодови, следува Љуботен со 12 и на 8-то место кое што носи опстанок е Речица со 11 поени. Во долниот дел, односно во втората половина од табелата се Топ гол со 10, Истатов 9, Борец 7 поени, Шкупи 2, Атлетико 1 и Плачковица од Радовиш и Кочани без бодови. Сега во продолжение ќе ги видиме головите од надпреварот Шкенди Атлетико, кој што заврши со резултат од 5:1 за домашната екипа. Резултатот беше отворен во 14-та минута. Стрелец Ера Емурли. Само 4 минути подоцна Шкендија веќе има водство 2:0, овој пат со голот на Хава Мустафа. Во 31-та минута Анида Јахи зголемува на веќе високи недостижни 3:0 за екипата на Шкендија. Во 9-та минута од продолжението на првиот дел Агнеса Абди зголеми на 4:0, односно во 40-та минута Викторија Миленковска најпрво намали на 3:1, единствениот гол за Атлетико на овој надпревар, а потоа Агнеса Абди ги постави конечните 4:1 на полувремето на овој надпревар. 9 минути продолжение, бидејќи имаше прекинот 10 минути во првиот дел, бидејќи тренерот на гостинската екипа беше исклучен, а тој не сакаше да го напушти теренот. И последниот гол за 5:1 Хава Мустафа во 87-та минута за победа на екипата на Шкендија. Головите од надпреварот Љуботен Борец нема да ги погледнеме сега, едноставно тој што е заинтересиран може да го гледа целиот надпревар во 18:30 часот на КМ телевизија. А сега ќе ги погледнеме изјавите после овој надпревар од тренерот на Љуботен Сузана Синадиновска и од стрелецот на двата голови Јулија Живич. Јас сум од играчите превише задоволна, одиграа максимално своите задатоци што им ги зададов за време на тренизите, за време на утакмица ги исполнија и моите очекувања идат во нагорна линија. Ви следува сега гостување во Битола против Атлетико. Очекувањата од тој надпревар? Исто, на секој надпревар одим со победа. Значи јас имам едно мое мото собствено, тоа е срце на терен, така да одиме на уште новите 3 бода. Јулија денес даде 2 гола во победата против Борец. Како си задоволна од тоа што го одигра денес и ти лично и воопшто твојата екипа? Па јас лично сум презадоволна, бидејќи минатата утакмица имав мала повреда и задоволна сум од девојките како одиграа, се бореа, дадоа максимум и се надевам дека ќе продолжиме со тоа темпо. Како си задоволна од твоите игри општо оваа сезона? Мислам дека си најдобар стрелец на Љуботен оваа сезона. Па задоволна сум, да, но се уште треба да се работи. Секогаш може подобро, али супер е. Ви следува сега надпревар со Атлетико во Битола. Колку голови може да очекуваме од тебе таму? Па не знам. Ете 2, ајде уште еднаш. Изјавите од надпреварот Љуботен Борец беа и последната содржина од блокот на фудбалски информации. Продолжуваме со ракометот. Викендов започна
И првата лига во ракомет, односно втора по ранг, од Полошкиот регион, тука се надпреварува екипата на Јехона од Гостивар. 16 екипи настапуваат во оваа лига, поделени во две групи по 8. Не се географски поделени, туку со ждрепка се поделени во две групи. Првенството, иако требаше да започне да се игра регуларно дома гости двокружно, Ракометната федерација на Македонија одлучи дека нема услови за такво нешто и е најдено соломонско решение да се играат турнири. Па така со ждрепка е одредено, секоја екипа кој турнир ќе го организира, сите надпревари се играат на едно место, викендот се одигра само еден турнир, едно коло, односно вчера, а од следниот викенд ќе се играат по две кола, ќе има по два турнири, еден во сабота, еден во недела и нема да се игра двокружно, туку ќе се игра само еден круг, односно сите екипи ќе одиграат по 7 бодови, по 7 првенствени кола, пошто ќе дојде до поделба на лигите во плей-оф и плей-аут. Најдобрите 4 од двете групи ќе разигруваат во плей-офот, останатите 8 екипи ќе разигруваат во плей-аутот. Во првото коло, екипата на Јехона од Гостивар забележа победа од 35 спрема 33 против екипата на Борец, поранешен шампион на Македонија од 90-тите години. Продолжуваме со кошарка. Првенството таму требаше да започне викендов кој што измина, меѓутоа беше одложен за предстојниот викенд, но сега е неизвестно и дали воопшто ќе започне и овој викенд, со оглед на тоа што имаме кошаркари и членови на стручниот штаб позитивни на COVID-19 во МЗТ Скопје, во Академија ФМП, во Вардар. Имавме претходно и во работнички, тие пред некој ден излегоја од карантини и продолжија со тренинзи. Останува да се очекаме нова одлука на Кошаркарската федерација на Македонија, дали првенството ќе започне викендов или повторно ќе биде одложено. Мислам дека веќе и немаме многу време за одложување, па може и тука да се најде некое соломонско решение да се играат сите надпревари на едно место, по примерот на втората ракометна лига. Останува да видиме што ќе се случува, па ќе информираме во вестите, па и во следниот спортски преглед следниот понеделник. Воедно тоа беше и се за денешниот спортски преглед. Видовме 20 голови, слушнавме неколку изјави од актерите кои што беа активни претходниот викенд. Се надевам дека сте задоволни од тоа што го видовте. Може да ги посетите уплатните места на спортските обложувалници Евротип, да се пробате среќата да направите добитен тикет. На располагање ви е и онлайн обложувањето преку вебсајтот на Евротип. Во секој случај, без разлика дали ќе се одлучите за онлайн обложување или да уплатите она класично играње на ливче во обложувалница на уплатните места, ве очекуваат голем број на изненадувања. Тоа беше се за денеска. Ние се гледаме следниот понеделник. Довидување.